започнеме оваа неделна утринска богослужба и да го прославиме Неговото име сите заедно со песната број 14. Те прославуваме Боже величествен, го жртвува за нас Синот возлюбен. Алелуја Тебе слава, алелуја, амин. Алелуја Тебе слава, поднебесен шир. 14. Те прославуваме, Боже величествен, го жртвува за нас Синот возлюбен. Алелуја, Тебе слава, алелуја, амин. От небесен шир, Те прославуваме, Свети душе во нас, го објави за нас Спасителот наш. Алелуја, Тебе слава, алелуја, амин. Алелуја, Тебе слава, о небесен шир. Те прославуваме, о Исусе Христе, Ти верино јаве грех наш понесе. Алелуја, Тебе слава, алелуја, амин. Алелуја, Тебе слава, о небесен шир. Те прославуваме, милоста бескрајна, што очисти со крв драгоцена. Алелуја, Тебе слава, алелуја, амин. Алелуја, Тебе слава, о небесен шир. Нека заживе Божјата љубов в нас, дорека блесне Божјата светлост в нас. Алелуја, Тебе слава, алелуја, амин. Алелуја,
Тебе слава, под небесен шлик. Ќе прочитам од книгата на пророк Исаја, 6 глава, од 1 до 13 стих. Книгата на пророк Исаја, 6 глава, од 1 до 13 стих. Во годината кога умре цар Озија, јас го видов Господа, седнат на престолот висок и издигнат, а полите на облеката негова го исполнија целиот храм. Околу него стоеја серафими, секој од нив имаше по 6 крилја, со 2 секој го криеше лицето свое, со 2 други ги криеше нозете своји, а со 2 леташе. И викаа еден кон друг и велеа: Свет, свет, свет е Господ Саваот. Целата земја е полна со неговата слава. И се разниша горништето на вратите од гласот на оние што викаа, а домот се исполни со дим. И реков: Тешко мене, зашто сум човек со нечиста уста, и живеам среде народ исто така со нечиста уста. А очите мои го видоа царот, Господ Саваот. Тогаш долета до мене еден од серафимите, со разгорен јаглен во раката, што го беше зел со клешти од жртвеникот. Се допре до устата моја и ми рече: Ете, тоа се допре до устата твоја, и твоето беззаконие се оттргна од тебе, гревот твој се очисти. И го чув гласот на Господ, кој рече: Кого да испратам? И кој ќе отиде за нас? А јас реков: Еве ме мене, испрати ме мене. Тогаш тој рече: Оди и кажи му на тој народ: Со ушите ќе чуете и нема да разберете, и со очи ќе гледате и нема да видите. Зашто срцето на тој народ е закоравено, и со ушите тешко слушаат, и ги затвориле очите своји за да не гледаат со очи, со уши да чујат и со срце да разберат, та да се обратат да ги излекувам. И реков: До кога, Господи? Тој рече: Додека запустат градовите и останат без жители, и куќите без луѓе, земјата сосема не се запусти. Додека Господ не ги протера луѓето и голема пустош во таа земја да има. И ако остане уште 10-тиот дел во неа, и таа пак ќе биде разорена. Но како од Брест и Даб, кога се и одсечени, останува коренот нивни, така светото семе ќе биде неизин корен. Нека слава на Бога и за наша радост и духовна подкрепа испеем и песната 375. Прекрасни часови со Исуса денес доживувам. И сотонски раце порано бев, а сега сум слободен. И со Спасителот јас се спремам да одам на небо. Има ли бури, гледам на Христос, тој оди пред мене. О, дојдете денес, вие покрај Спасителот ќе најдете спасение. 375. Прекрасни часови со Исуса денес доживувам. Сотонски раце порано бев, сега сум слободен.
Исто Спасителот, јас се спремам да одам на небо. Има ли бури, гледам на Христос, тој оди пред мене, дојдете, денес ми е, до крај Спасителот, ке најдете спасение. Времена милост, блаженство, среќа, Исус ми подари. Ако и дојдат времиња тешки, тој ќе ме заштити. Сакам да одам само со него, на место најдобро, каде што пеат ангели свети, горе на небото, дојдете, денес ми е, до крај Спасителот, ке најдете спасение. Часови лета, години минат, доаѓа вечноста. Сакаш ти да почнеш нов живот, дој ми придружи се. Пред Христос клекни, кажи го гревот, и се што стори ти. А вечен живот, кој ќе ти даде, грех ќе ти опрости, дојдете, денес ми е, до крај Спасителот, ке најдете спасение. Сега ќе ве замолам да се исправите за молитва. Навистина, Господи, часови минуват, денови, месеци и години. И уште една недела помина од нашиот живот на оваа земја, во која дозволи Ти да доживуваме Твојата добрина и Твојата милост на различни начини, задоволувајќи ги нашите потреби, телесни, материјални и духовни, давајќи ни го она кое ни е потребно за живот на оваа земја и уште повеќе за животот во небесата, во Твоето небесно царство. Ти се погрижиш што од овде да имаме храната која ни е потребна, која ќе го подсили нашиот дух и нашето срце, кој ќе го охрабри и подкрепи, за да гледа кон Тебе, да се надева на Тебе, да се држи со Тебе. Ти благодариме, о Боже, за Твоето верно водство и во изминатите денови и за тоа што не остави, но можеме да кажеме до тука Господ ни помогна. И кога бевме сами или во друштво, кога работевме или се одмаравме, Твојата рака беше над нас, Твоето око бдееше над нас и сега си тука помеѓу нас. Според Твоето ветување, каза се 20 или 3 собрани во името Твое и Ти си таму помеѓу нив. Затоа Ти благодариме, о Господи Исусе, Ти благодариме
затоа што ти одново и одново ни ја докажуваш и покажуваш твојата верност, учејќи ни и ние да ти бидеме верни на тебе и едни на други, служејќи си онака како што ти дојде да ни послужиш. Ти благодариме за дождот кој го подаруваш, да ја натопува земјата, да ја оспособува за да го дава својот плод и се оно што е потребно, за да може навистина ние преку неа да се исхрануваме. О, Господи Исусе, те молиме и во ова неделно утро, како што го даваш дождот на земјата, така дај и ово утро духовен дожд, кој ќе натопуште многу срца, кој ќе го способе да го дадат својот плод на покаяние, свртувајќи се кон Тебе, барајќи Те Тебе, починувајќи се пред Тебе, Исусе. Те молиме за Твојот благослов над Словото Твое, тука и на секаде каде што тоа ќе биде проповедано и ово утро. Нека, Господе, тоа да биде вистинска подкрепа и охрабрување за мнозина кои се разочарани, обесхрабрени, кои се наоѓаат во безизлезни ситуации. Ти имаш начини како да им помогнеш и да ги изведеш на чисто пространство со погледот вперен кон Тебе. Те молиме за тоа Ти подејствува и во ово утро и преку оние кои го проповедаат Словото Твое, Ти зборови, преку секој ден кој сака да послужи на делото Твое и сака да допринесе во изградувањето на Твојата црква. Те молиме Ти зборови и прослави се преку него. Господи Исусе, Те молиме за нашите блиски неодминувајќи, кои ги имаме по домовите, пријатели, роднини, кои што се уште се далеко од Тебе, кои што се уште сомневаат и се сопрашалници. Ти, о Господе, пресведочи ги во нивниот живот, дека навистина нема ништо поважно од тоа да го свртат својот поглед кон Тебе и да го предадат својот живот под Твое владение. Да, Господе, Те молиме Ти подејствувај, а ние ќе се радуваме доживувајќи како Ти во нас и околу нас дејствуваш, водиш и благословуваш. Затоа се оставаме на Твоето водство, под Твојата грижа и под Твојот благослов. И сега во овој час послушање, во Твоето свето и славно име, о Исусе Христе. Амин. Нека во продолжение спееме заедно песната број 62. Една книга постои стара и искината, таа на минатото ме потсеќа. Кога во скут мајчински слушав со внимание, за настани во неа опишани. Блажена Библија, срцето ми со неа се смирува. Секој ден се посладка, прав пат ми покажува, што ме води во домот, во вечноста. 62 број. Една книга постои, стара искината, а на минатото ме потсеќа. Скот мајчински слуша со внимание, за настани во неа опишани. Блажена Библија, срцето ми со неа се смирува. Секој ден се посладка, прав пат ми покажува, што ме води во домот во вечноста. Мајка ми често пати читаше за Даниел и за живот
животот на Јосиф како бил. Кога тројца станат, храбро сам пред Голијат, потоа тој стана цар на Израел. Блажена Библија, срцето ми со неа се стирува. Секој ден се посватам, прав пат ми покажува, што ме води во домот во вечноста. Слушав и за Исуса, за љубовта Негова, што претрпе за нас тој на Голгота. Отрусен во станот, солзи ми протекоа, зашто и за мене тој се жртвува. Блажена Библија, срцето ми со неа се смирува. Секој ден се постлата, прав пат ми покажува, што ме води во домот во вечноста. Денот ми помина, но сеќавањето ме, мојот водач сегата книга е. Мајка ми ме научи, да ја читам секој ден, секогаш во срце да ми остане. Блажена Библија, срцето ми со неа се стирува. Секој ден се посмatra, прав пат ми покажува, што ме води во домот во вечноста. Во продолжение ќе прочитам уште од Евангелието според Лука, 5 глава, од 1 до 11 стих. Евангелието според Лука, 5 глава, 1 до 11 стих, вели вака. Еднаш, кога народот се притискаше кон него за да го чуе Словото Божјо, тој стоеше покрај Генисаретското езеро. Тогаш виде 2 кораба што стоеа покрај езерото, а рибарите беа излегле од нив и си ги плавеа мрежите. Тој влезе во еден од корабите, кој беше на Симон, па го замоли да отлови малку од брегот, па седна и почна да го поучува народот од коработ. А штом престана да говори, му рече на Симон: заплови кон длабочините и фрлете ги мрежите своји за лов. Но Симон му одговори и рече: Учителе, цела ноќ се трудевме и ништо не уловивме, но
по твоја волја ќе ја фрлам мрежата. И штом го направи тоа, тие уловија толку големо количество риба, што дури и мрежата им се скина. Им дадоа знак на другарите што беа во другиот кораб да дојдат и да им помогнат. И тие дојдоа и ги наполнија и двата кораба, така што за малку ќе потонеа. А кога го виде тоа, Симон Петар падна пред нозете Исусови и му рече: Оди си од мене, Господи, зашто сум грешен човек. Зашто него и сите што беа со него ги беше обзел страв од многуте риби што ги уловија. А исто така и Јаков и Јован, синовите Заведееви, кои му беа другари на Симон. И му рече Исус на Симон: Не плаши се, од сега ќе ловиш луѓе. Кога ги извлекоа двата кораба на суво, оставија се и тргнаа по него. Од празни мрежи до полни срца. Тоа е главната мисла што би сакал да не води овој час додека размислуваме за Словото Божие. Драги браќи и сестри, драги присутни, овде што го прочитав пред малку, еден од највпечатливите моменти во Евангелието според Лука. Не само поради чудото, туку и поради психолошката трансформација која настанува кај Симон или Петар. Овој изводок овде го прикажува патот од професионален замор до духовно повикување и благослов. Би сакал овој текст да го разгледаме од повеќе страни, да видиме што Бог има да ни каже преку него. Од рутина до послушност. Во првите 5 стиха слушнавме како Господ Исус се приближува кон два кораба и се качува во еден од нив, кој се на Генесаретското езеро, и почнува да проповеда, да го поучува народот насобран околу него. Но откако заврши тоа, откако заврши поуката и проповедта, тој се свртува кон Петар, односно Симон, кој што все уште се вика на јудејски, вели, заплови кон подлабокото и фрли ги мрежите. Петар и неговите другари беа професионалци во ловење риба. Цела ноќ се труделе и ништо не уловиле. Кога Исус му вели на Петар да исплови во длабокото и да ги фрли мрежите, тоа звучи нелогично за Петар. Зошто? Затоа што рибите се ловат ноќе, не на сред жештина преку денот. Кога рибите се кријат и се одмараат. Исус му вели да оди во длабокото, каде што е потешко да се контролираат мрежите за лов. Уште еден абсурд за нив со тие мали кораби, односно чамци. Тоа не е голем брод со огромни мрежи, туку мали бродови. Иако звучи сето тоа абсурдно, после цела ноќ ловење и не уловување ништо,
Иако треба да отплуват во подлабокото, Петар сепак се свртува кон Исус и му вели: но по твојот збор, на твое барање, ќе ја фрлам мрежата. Ова е моментот, драги браќи и сестри, каде што довербата ја надвладува професионалната гордост. Со други зборови, некој би кажал, да беше на местото на Петар: јас цел живот ловам риба и ти сега ќе ми кажеш на мене што да правам. Ајде, оди, гледај си го таму патот. Професионална гордост. Цел живот е работаме со оваа работа, сега овој тука на нас ќе ни кажува. Ајде, нека си продолжи. Ние знаеме како и што треба. Но овде Петар прави нешто спротивно на тоа што многумина би го направиле. По твојот збор, Господи, поради тоа што го кажа ти, ќе го направам тоа. Исплови во длабокото. Што значи тоа за Петар, а и за нас денес? Од секојдневна рутина, работење во плиткото и трудење во плиткото, задоволување со само површни добри нешта, да запловиш во подлабокото, каде што чека голем улов. Замислете човек кој со години работи работа што го исцрпува, но му нуди сигурност во плиткото. Тој чувствува внатрешен повик да започне нешто свое или да помага на другите, но се плаши од неуспех. Да заплови кон подлабокото. Секоја работа за материјални добра е работа во плитко и за привремено добро. Секоја работа која не е поврзана со собирање богатство на небото е работење во плитко. Токму затоа многу луѓе им велам: зошто не почнеш да размислуваш малку повеќе за делото Божие, да допринесуваш повеќе за него, отколку да работиш само за материјални добра? Нема нешто поважно од тоа да работиме на делото Божјо, собирајќи си богатство на небото. Се друго треба да биде споредно и да знаеме дека е привремено. Работење во плитко. Верувам дека некој од вас слушнале или читале за Вилијам Кери. Вилијам Кери, познат како таткото на модерната мисија, е човекот кој ја напишал познатата фраза која совршено го опишува исполнувањето, односно испловувањето во длабоко. Очекувај големи нешта од Бог. Тој бил само еден обичен чевлар во Англија во 18 век. Кога на еден собир предложил дека треба да се проповеде Евангелието во далечни земји, на собраните околу него му рекле: млад човеку, седни долу и ако Бог сака да ги преобрати луѓето таму некаде, ќе го направи тоа и без твоја помош. Или со други зборови, не се занесува многу далечни земји. Но Вилијам Кери не седнал долу. Не послушал.
Неговото мото било: очекувај големи нешта од Бога, обиди се со големи нешта за Бога. Тој испловил во длабокото. Отишол во Индија. Против сета логика во тогашното време. Првите 7 години немал ниту еден улов. Ниту една душа не се покајала за да биде спасена. Но неговата упорност на краја донела неверојатни плодови во образованието и социјалните реформи во Индија. Барајте, ќе ви се даде. Бог од нас бара послушност. Тоа што изгледа невозможно, да заплувиш во длабоките води преку ден, а некога е правото време преку ноќ. Е всушност нешто што треба да го повериме на Бог во неговите раце. Имав едно искуство додека бев во војска. Морав да бидам однесен во војната болница поради еден чир кој што ми беше на носот и не можеше да пробие. Бев околу 2 недели тамо и во собота бевме 4. Имаше еден војник наспроти мојот кревет, кој постојано слушаше радио и радиото му пееше постојано и преку ден и преку ноќ. А јас верувам и другите имаа потреба од време на тишина, време кога е мирно. Пробав да разговарам со тој војник, убаво да разговарам, смирено да разговарам. Барем кога не е во собота, или кога спие, да го исклучи радиото, да можете и другите да имат малку помирно време. Со други зборови, пловев ноќта и ја фрлав мрежата, но резултатот беше сведен на 0. Немаше резултат позитивен. И кога многу ми требаше време за да прочитам нешто од Новиот Завет, да се фокусирам на него и да размислувам за него, почнав да се молам. Собота беше празна, радиото се свиреше и се молев. Господи, ти знаеш колку ми е потребно тоа време. Те молам, барем дај ми 10 минути. Да можам да прочитам нешто од Словото Твое. Во мир и тишина. За кратко време резултатот беше 5. Одличен. Уште очите не ми беа отворени, додека се молев. Влегува еден дечко во собота и вели, многу заборавив името, како се викаше на оној со радиото, рече да го земам радиото и да го однесам во другата соба, таму седеме и таму ќе слушаме. Тоа радио претходно никој пат ја немаше напуштено таа просторија додека беше он таму. Ниту беше изгасено. А сега дојде како гром од ведро небо. Велам, да, земи го, носи го. Не 5 и не 10, некаде има време околу половина час. Во мир и тишина, то можам да читам, да размислам на Словото Божие.
Еден друг пример. Ернест Шеклтон. Не знам колку сте слушнале за него, може и сте слушнале нешто или знаете нешто за него. Тој е познат како водач во време на празни мрежи. Ернест Шеклтон на почетокот од 20. век решил да тргне пешки да го изоди од еден крај до друг Антарктикот. Околу 2900 километра. Или со други зборови да тргнеш пешки како ево тука од Македонија до Мадрид. Тој се собрал неколку луѓе, создал една експедиција, ги направил сите одредени и потребни подготовки, точно отцртал на мапата каде ќе се движат, како ќе се движат, каде ќе имат храна, кој брод до каде треба да ги пренесе до копно, па понатаму како ќе продолжат со санки и кучиња, на снег и на мраз. Тргнале во август 1914 година. На почетокот од 1915 година бродот кој требал да ги пренесе до копно се засукал во дебелиот мраз. Бродот бил наречен издржливост. Заглавил и не одело се според планот кој што тој прекрасно го изготвил претходно. Биле 28 души целата експедиција. Неговата цел била од еден крај на друг преку јужниот пол да стигне пешки. Ни снег, ни мраз, ни силни ветришта и вијурици. Тоа требало да му донесе голема слава на неговото име. Тој се мачел, како и Петар и учениците овде цела ноќ да уловат нешто. Тој имал цел пред себе, која сакал да ја постигне по секоја цена. Но откако видел дека бродот се засукал во мразот и после одредено време почнал да тони, успеале да извадат неколку од чамците кои биле на бродот. И така тој почнал да се трансформира. Во мислите негови, во плановите негови, во желбите негови. Претходно размислувал само како ќе го направи сето тоа да стигне од еден крај на друг. Каква ќе биде таа слава што ќе ја добие? А сега почнал да размислува не повеќе за тоа како да стигне до тоа место, туку како да ги врати сите луѓе кои што биле со него дома, живи и здрави. Тоа бил многу поголем улов кој тој го направил и доживел. И навистина после повеќе месеци успеал да ги врати сите дома живи и здрави. 28 души никој да не загине. Целото тоа патување им траело некаде околу 2 години. Се бореле со снег и мраз. За да преживеат, јаделе фоки и кучиња кои биле со нив. Но морало да дојде до трансформација во неговиот ум и во неговото срце. Што е навистина поважно во тој момент? Дали и понатаму да се труди да стигне до целта која била пред него, да го изоде Антарктикот, или пак сега има поважна цел? Да ги спаси тие кои што се со него. Уловот кој што се јавува кај Петар, откако ги фрлиле мрежите во подлабокото,
бил толку голем, што мрежите почнале вели да се кинат. Ова не е само среќа, туку тоа е демонстрација на божествениот авторитет и врз природата. Кога Бог повикува, тој и обезбедува. Тој не повикува на празно. Тој не повикува за да одиме во темно и да удараме како во ветар. Кога тој повикува, кого да испратам? Тој повикува за добри плодови и за благослов. Мрежата што се кине. Откако Петар го здогледува тоа, тој вели ги повикува своите другари. Во словото стои запишано. Всушност, да го споделат благословот кој Бог им го даде. Уловот. Ги повика на помош, а тоа подразбира и делење на благословот. Кога на еден колега или пријател ќе му тргне многу добро, има голем улов, неговото его може да го натера да го задржи сето тоа само за себе. Но овде Петар постапува поинаку. Тој ги повикува своите другари да му помогнат и да се радуваат заедно со него во уловот кој го имат. Во пракса, драги браќа и сестри, тоа е способноста да побараш помош кога си преоптоварен и да го споделиш успехот со другите. Кога Бог те благословува, тој благослов да го споделиш со другите. Вистинскиот христијанин го смета успехот дека е заеднички. Кога некој ќе се обрати, кој ќе се покае и сврти кон Господа, тој не вели, заради тоа што јас проповедав таму, само заради тоа што јас бев таму. Току тој знае дека пред него мнозина, може би му зборувале токму на тоа лице и проповедале и му го пренесувале словото. Само сега дошол моментот кога се наполнила последната капка во чашата. Пред тоа имало многу други капки претходно. Или Бог на свој начин действувал. И како соработници на Божјото поле, кажеме дека тоа е заеднички успех, кој Бог го дава во одредено време. Петар настанува пресврт. Наместо да се радува на заработката, потоа од 8 до 10 стих читаме што се случува кај самиот Петар. Тој доживува нешто што не е нормално во неговите очи. Не е вообичаено нешто. Тој знаеше дека ово што се случи сега не е човечка заслуга и поради човечка способност. Цела ноќ тие ловеа, не уловеа ништо и сега преку жештината на денот добија огромен улов. Тогаш кога најмалку се очекува и кога сите други факти зборуваат за спротивното. Петар паѓа пред нозете на Исус и вели: "Оди си од мене, Господи, зашто сум грешен човек." Со други зборови, не сум достоен да бидеш во мојата близина. Не сум достоен да те погледнам во лице. Оди си од мене. Целиот сум во гревови. Мислите мои, желбите мои, плановите мои се погрешни. Но Господ Исус бара токму едно такво срце, кој ќе ја признае својата грешност,
го согледува својот греф и се смета себе си за недостоен. Слично како и човекот кој бил во храмот и се удирал во градите и велел: Господи, не сум достоен пред Тебе. Помогни ми, опрости ми. Не сум достоен ниту погледот свој да го подигнам кон Тебе. Господ Исус бара токму такви срца. Петар одеднаш гледа разликата меѓу својата човечка несовршеност и Христовата светост. Но Господ Исус не постапува како што мнозина би направиле. Да, се разбира, грешен си. Ајде, оди, продолжи, па кога ќе се подобриш, кога ќе станеш подобар, тогаш дојди. Тој не го осудува, напротив, му поставува една нова цел. Не бој се, од сега ќе ловиш луѓе. Од сега ќе ловиш луѓе. Фразата ќе ловиш луѓе или риболовци на луѓе на грчки е зогрео, што буквално значи фаќање живи. Фаќање живи луѓе. Да дадеш живот, божествен живот. Тоа е фразата која Господ Исус овде ја употребува. И тоа е една од најмоќните метафори во Новиот Завет. Таа означува радикална промена на професијата на Петар. Од некој што лови риби за да ги убие и да ги продаде, тој треба да стане некој што ги лови луѓето живи, односно, така да се каже, мртвите луѓе во овој свет, предадени на гревот, за да ги оживее, односно да ги доведе до изворот на животот, до самиот Господ Исус Христос. Прво фаќа нешто живо, за да го умртви и да го продаде, за да преживее самиот тој, а после тоа треба да фаќа веќе мртви луѓе во гревот, далеко од Бога, за да бидат оживеани. И со ова Господ Исус му кажува на Петар дека неговата работа ќе биде спасувачка мисија, која води од смрт кон живот. Зошто Господ Исус го избра токму Петар? Зошто апостолите или повеќето од нив беа риболовци? И токму нив ги избра. Наједноставните луѓе во општеството, може би и најпростите. Заради тоа што Господ Исус го познаваше добро срцето на Петар и на останатите риболовци. Тој знаеше дека риболовец е трпелив. Тој цела ноќ чека. Дури кој што се вели и не дише, не зборува за да не ги исплаши рибите, да почнат да пецаат или да влезат во мрежата. Тој сметаше на трпението на Петар, кое ќе биде многу потребно во изградувањето на црквата, за кое што Господ Исус му рече: врз тој камен ќе ја изградам својата црква, кој со внимание и трпеливост ќе ги охрабрува срцата, ќе ги подкрепува и ќе ги подигнува, за да му веруваат на Господ Исус и да се надеваат на Него. Кој ќе се чувствува со нив
кој ќе живее со нив, кој ќе споделува со нив. Да. Кој ќе лови мртви луѓе за да бидат оживеани. Мрежите на риболовецот се тешки. И тие бараат заеднички труд, соработка, тимска работа, за да бидат извлечени, парлени и извлечени. Токму тоа нешто го има Петар и неговите другари, кои станаа следбеници Исусови. Мрежата исто така е символ за Евангелието и за црквата. Таа се фрла широко и ги опфаќа сите, без разлика на нивното потекло. А улогата на апостолите не беше да ги натераат луѓето со сила, туку да ја фрлат мрежата, Божјото Слово. А Бог е тој што ќе го даде уловот. Словото треба да се проповеда, а Бог на крајот ќе ги оддели едните од другите, кој навистина е на негова страна, а кој не. Како што вели на крајот, се одбираат добрите од лошите. Рибри едни стават на страна, другите на друга страна. Кога Бог ќе дојде да провери кој се дошол на свадбата. Вели, едни од други ќе бидат одвоени. Само тие кои навистина се обратили кон него и искрено одговориле на неговиот повик на Словото, сеан преку проповедниците, официјални и неофицијални, тие ќе останат во неговото присуство и во неговата близина. А лошите риби, вели, ќе бидат исфрлени или уништени. Тој текст завршува со таа радикална одлука. Вели, ги оставија сите нешта и тргнаа по него. Откако увидоа со кого си имат работа. Откако увидоа што навистина е важно во нивниот живот и зашто треба навистина да се трудат. Оставија се што има и тргнаа по него. Тие го оставија својот бизнес, токму тогаш кога има најуспешен лов. Кога би можеле да кажат, ни тргна, ајде да продолжиме. Токму тогаш тие престанаа и се ствртија во друга насока. Често пати Бог не повикува да излеземе од зоната на комфорт и од плиткото размислување за да доживееме чудо преку Божјото делување. Послушноста носи резултат. Дури и кога сме уморни или скептични, послушноста на Божјото Слово ја менува реалност. Тогаш почнуваме да доживуваме како Бог работи, што тој прави. И повикот е поголем од профитот. Вистинскиот успех не е во уловот на материјалните добро околу нас, туку во следењето на оној кој повикува. Тамо е вистинскиот улов и вистинското богатство. Од празни мрежи до полни срца. Бог сака секој ден од нас да ги остави своите празни мрежи и да тргне по него, пред се да допринесува на делото него. Со се што има и може. А Бог ќе го благослови секој искрен труд и секоја искрена заложба на секој ден
кој се свртува кон него и сака да му служи на него. Нека тој биде прославен и во нашиот живот, и секој еден од нас, и преку нашето дејствување, и преку нашите одлуки кои ги носиме во нашиот живот. За нашите срца да бидат полни, а мрежите може да си останат тие празни. Нека биде прославен нашиот Господ кој не повикува и преку овој текст, и кој не повикува за добро и за благослов. Сега и во сите векови. Амен. Сега ќе замолам да се исправите за молитва. Колку прекрасно е Господ Исусе, кога и преку овој текст можеме да се огледаме дека навистина ти имаш моќи над природата. Нема нешто што може да ти се спротивстави и ти бараш од секоја човечко срце послушност кон твоите зборови, доверба во твоето водство и во твојата промисла која имаш. Те молиме, Господе, помогни ни и нашите срца секој ден да се учат да ги оставаат своите мрежи на страни и да тргнат по Тебе. Што е навистина важно и кон што не повикуваш Ти, зашто вреди да се трудиме и да допринесуваме на делото Твое. Те молиме, откривај ни на каде Ти не повикуваш и кон што не повикуваш. Дај ни смелоста која е потребна и храброста, за да ги носиме правилните одлуки во нашиот живот, според Твојата волја и според Твојот повик. Те молиме, Господе, дај и ово утро, некој што многу срца го слушнат Твојот глас, се свртат кон Тебе и се предадат во Твоите раце, во Твоето водство, за да го доживеат благословот Твој, милоста Твоја и добрината Твоја. Нека биде во се прославено Твоето свето и славно име. И кога ќе излеземе од овде, те молиме нека Твојот дух не предводува и пази и штити нашите мисли, нашите зборови и дела и не води само кон добро и кон Твоите благослови. Во Твоето свето и славно име те молиме, Исусе Христе, послушај ни сега. Амин. Нека во продолжение да испеем песната број 350. Зарем јас со празни раце на небо ќе заминам, барем еден сноп да носам, една душа да спасам. Зарем јас со празни раце Исус ќе го пресретнам, зарем ниту една душа нема да му донесам? 350 број. Зарем јас со празни раце на небо ќе заминам, барем еден сноп да носам, една душа да спасам. Зарем јас со празни раце Исус ќе го пресретнам, зарем ниту една душа нема да му донесам. Смртта мене не ме плаши, јас во Исус спасен сум. Друга ми
сна, уми мачи, зарем бесплоден Јесус. Зарем јасо празни раце, Исус ке го пресретна. Зарем ниту една душа нема да му донеса. Години во греф јас мина, безцелно проживеа. Кога назад ми ги вратил, Исус би го прославил. Зарем јасо празни раце, Исус ке го пресретна. Зарем ниту една душа нема да му донеса. Браќа, сестри, трудете се, денот бега, иде ноќ. И скоро и смрт ке дојде, каков ке е твојот ноќ. Зарем јасо празни раце, Исус ке го пресретна. Зарем ниту една душа нема да му донеса.